Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, за вистинското лице на Никола Груевски многу работи открија, потврдија и дорасветлија обелоденетите материјали во рамките на проектот Вистината за Македонија. Никола Груевски бил нечесен, бил алчен, кршел закони, нарачувал и толерирал криминали, грабал за себе се што ќе му дојдело под рака, без да избира средства за тоа, замислувајќи се феодалец, запоседнал цели парцели, отуѓувајќи ги од Скопјани за своја сметка. Сето тоа Груевски го правел од комотната позиција на премиер на Република Македонија, што ја обезбедувал на криминален начин. Презентираните аудио докази открија и дека човекот, кој по својата функција треба да се грижи за граѓаните, немал ниту совест, а да не говориме за сочувство, го слушнавме сите ние лично Груевски и во улога на уживател на тешки човечки судбини, во кое што загорчување учествувал лично тој. Денеска, почитувани граѓани, ќе расветлиме уште едно лице на Никола Груевски. Денеска ќе симнеме уште една негова маска, најсаканата негова маска, маската на големиот патриот Никола Груевски. Денес ќе слушнете каков политички измамник и манипулатор е Груевски. Од снимките што ќе ги објавиме на оваа пресконференција, ќе се уверите дека за да остане на власт Никола Груевски ниту го интересираат македонските национални интереси, во кои што тој се крсти пред граѓаните македонци, ниту го интересираат законите, ниту го интересираат неговите соработници од министри до пратеници. Ке слушнете како без око да му трепне ги фрла во оган најблиските негови соработници во владата и пратениците на ВМРО-ДПМН во парламентот, во коалицијски пазари, во кои што неговата единствена цел е да ја обезбеди својата премиерска фотелја. Станува збор за периодот на зацврстување на владината коалиција ВМРО-ДПМН-ДУИ и за пазарот со хашките случаи во тие договарања. Многу конкретно новинарско прашање му беше поставено тогаш на Никола Груевски. Дали учествува во такви пазарења со ДУИ? На почетокот да се подсетиме на тврдењето на Никола Груевски во одговорот на ова прашање. Еве ја видео снимката. Господин Груевски, имате дека соработката коалицијата со проекти вие на заедно ниво дека добра вие коалицијата, дали преговарате за затворање на хашките случаи и дали вашите пратеници ќе гласат утврдно за автентично блокување за законот за амнестија да се затворат овие случаи? Тоа има барање кој што лично и јавно коалицијскиот партнер ви ги испорача. Значи, она што ви може да го кажам е дека ви рекоте на заднија не го познавате форма, рекоте дека имате добра своја работа, но има и отворени прашања, нерешени прашања, затоа сме тука во Видина да работиме. Што и како ќе се случува, не знам, колку што знам, кашните случаи се судски случаи. Тие се осудовите. Дали сте се интересирале како граѓани? Едните се мотивираните живи, други да почнат им се губи сега пазара. Вие се мртви. Дали сте се интересирале што се случи? Ете, семејства да се прашува. Да јасно се прашува дали лично учествувате во такви пазарења. За тие случаи да познаваме под закон за амнестија. Кога на прашањето да ќе не учествува во тие пазарења, она што може да го кажеме дека во неколку напати сте се заинтересирани и информиран сум дека случаите се во судска процедура во судовите. Еве ќе се подсетиме и на одговорот на Груевски околу хашките случаеви, даден на пратеничко прашање од СДСМ на собраниската седница, кога Груевски одговорноста за носењето на законот за амнестија за хашките случаеви ја префрли на парламентот. Тогаш тој изрази жалење за случувањата во 2001 година, но како премиер, како што нагласи, мора да се согласи со, цитирам, одлуката на парламентот, која што беше поради цели што парламентот ги образложи.
Таа изјава е достапна до сите новинари, до граѓаните, можете лесно да ја добиете. Ајде сега, почитувани граѓани, представници на медиумите, заедно да ја слушнеме вистината. Или да слушнеме како Груевски подло лажал. Вистината е спротивна и на двете тврдења на Никола Груевски. Лично Никола Груевски се испазарил со Али Ахмети за затварање на хашките случаи со амнестија. Груевски лично наредил за тој да се заштити, целата постапка да ја префрли во парламентот. Ке слушнете како Груевски лично менаџира оваа правно неизводлива процедура на амнестија, на која што му укажуваат соработниците, да ја натовари на пратениците и на министрите пратеници од редовите на ВМРО ДПМН, бидејќи во тој период новата влада се уште не е формирана. Тоа дело не може преку автентично толкување да се толкува и да се брани со закон за амнестија. Уште во првиот сет снимки ќе го слушнете признанието лично на Никола Груевски како завршиле преговорите со ДУИ и како што вели: мој избор е да биде веднаш. Ова се однесува на амнестијата на хашките случаеви, јазикот и знамето. Лично од Груевски ќе слушнете дека одлуката за законот за амнестија на хашките случаи е негова, но и како тој пресметливо нарачува одговорноста да биде префрлена на пратениците во законодавно правната комисија. Ке стане јасно и што договорил Груевски со Ахмети и како тоа реагираат неговите соработници Гордана Јанкуловска и Зоран Ставревски. Еве ги првите снимки. Читам тука нещо, вестниците нещо, от Владена нещо видела и той ги събирах, че побирам за нещо. Завършихме. Конечно. Конечно. Браво. Трябва да започна макар. Имплементация. Имплементацията. Така да наведете едно тема ќе бидат тешки за нас много. Мој избор е тоа да бидат веднаш, а не да чекаме после септември октомври. Тоа што се предвидено негативно, да ви стукаме сега. Веднага да биде. И веднага лет по сега. Лет по сега и после цел мандат да биде да направят. Не е лето тоа. Тоа следната не да се даваме и после кога даде влада да се бира, тоа да е више да веќе много. Аха. Влада по закрети ќе се бира. У парламент, а ова да речеме од утре ќе почне, ставото да речеме утре ќе се поднесу, ставото ќе се дискутира. Но ќе понеделник, најкасно вторник другата недела, да се заврши сега вратени масни. Вторник неки има седмица, мисля. Да, има, ова е за приоритет. Ќе се повекува, ќе се прави ако треба да заврши. Да. Значи, три закони има многу, Да. што се вака, да речеме за нас проблематични. Односно, два закони и едно толкување. Толкувањето е за хашите. Да бидат амнестирани. Да. Да ги пофаќа закон за амнестија, така ли? Да ја врати закон за амнестија. За хашите ќе мора мислење кога да влада прави тоа така како се Тоа да, мора. и мора да дајме мислење, значи не може ако него даме по да појде. Да. Нашето мислење ќе биде околу да крше. Односно ќе биде некој цитат на тој закон или нешто така. Закон за амнестија. Значи, ти дали не е него нешто колку да пратеме нешто. Да, комисията за законодавно право да си го донесе толкувањето. Да. Не биде ни да. Да. Не, нашето ќе биде ни да. Да. А законодавно право е јасно. Говорено да го донесе, да. Да. Па тогава е достатъчно, значи има до вторник, мислите след това да го избудаме? Да. Му кажа на който е сега што. Праваде да отига пият имот или имоти како на партија не. И што да треба година да дојде. Туле, оне на кабинетот, малки активности на владата и Гордана, која што не е запознаена, да направи што ги да пијат утре. И не е още тек на демата се чуе со нефи да ти кажат како ќе тема. Да. От сега ќе надърнат новинари и сите. Добро е да не се редат нашите свидетели, додека некој на денот не добие инструкции за тие како да го тема. Јасно. Бидејќи Илија Димовски не е
само ще отделим. Хипотетирани доми што кои си имаме подобра работа да ни помогнат. Да ги изтърнат тие делови кои што ние сме добили. Да не кажат им дадоа 15 институции, него не им го дадоа тоа, не им го дадоа оноа. Така, ништо не важи, само кои не го кажат. Да, големите работи да се кажат тук не са дадени, а другото не е битно да се реда с 15. Да. Това трябва сериозно отутре натаму веќе. Значи утре да им кажам сите пратеници и без това ќе дојдат нели на оваа како викат, на седмица. Да им кажам да се седат и да почнат много сериозно. Во собранието трябва сериозна координация со нив за закон за јазик е много сериозно закон за знаме да не се изтрчуват, да кажуват работи што не треба. Ахмети констатираше дека после 108 години албанците го имаат одбрана. После Крушевската република имат одбрана. Да, прв пат после Крушевската република албанците го добиваат одбрана. И таа мојака, за пијарка и неговите мојака. Да. И Бога ме големо каже, но после Крушевската република и добиваат. И Крушевската на Албанец го доведе на Албанец. Да. А на власт финанси? Ова што беше со функционерите да зборуваат именувани во собрание, тоа отиде, значи тоа ќе се смени. И уште една вака голема работа по мене, ама тука немаше каде, ќе се врати стариот закон за символите. Мислам, мене лично ми се допаѓа, ама сега нивното е, знаеш, дека тоа не е стекнато право, де факто се прави, сега да се носи закон со помалку права, малку тешко. И у политичкиот дел на тоа се сведе, нели претходно Хашки ги имавме договорено и тоа е тоа. У другиот дел тоа автентично, да. И тоа се планира фактички сите овие работи да се изработат во текот на утрешниот ден, што значи дека ете не се взимав малку да одморам, да каснам нешто, па уште фактички, значи ја треба да ги напишам текстови. Да, но... Тоа ти е познат, тоа морам малку да взимам воздух, да не изгрешам, да го е одговорно и да ги напишам на кеска. Не е тоа многу текст, ама е многу одговорна работа. И доста работи по мене, поише од колку што требаше им попуштивме. Во вториот сет разговори, почитувани граѓани, ќе слушнете дека е направен преседан со амнестијата за хашките случаеви, што е договорил Груевски со Ахмети. Лично заменичката во Министерството за правда, со работничката на Груевски Билјана Бришковска, укажува дека препораката од Комитетот за тортура ја исклучуваат амнестијата. Ке слушнете и како соработниците на Груевски, најдени во Тесно, не сакаат да стават подпис на спорното автентично толкување за хашките случаеви, што го нарачал Груевски, па затоа мора да произлезе од владата, за парламентот да го донесе законот за амнестија. Како дури и најверниот извршител на Груевски, тогашниот министер за правда, Михајло Маневски, одбивал да подпише позитивно мислење. Еве ги следните неколку разговори. Значи, за автентично го имам, така? Го имаш, со тоа што јас знаете, и на Михајло му се јави, пошто фактички он треба да даде некој да подпише. Ако не го даде, тоа ја овој барањето да ми поднесе. Да, тебе двете ти ги пуштив и Михајло ми каде не можам дека позитивно да дадам, викам, Михајло сега... Ако не ја слушаш, Не, ама викам се, знаеш, тоа е работава, не сме мали деца кои јас свешо им дадохме вака со песна да им давам. Да. И ја тоа баш цитирам, викам на премиерот, 2 дена не сум спиева од мак. Оти стварно, тоа е тоа. Ама е дека ја тегам. Ова е напишено? Да, бе, да. Ова само пратеници да го подпишат. Да, ама да го видите. Оти јас до сега не сум видела, знаеш, текст на барање за автентично Не, обичме тоа, ќе го видат. Добро, знаеш, да го видите службиве, ќе ти да не има нешто што не па после да
на цела макар што ќе имаме со други работи и со тоа. Океј, ајде, пушта. Ајде, така. Ало? Ала? Еј, Билјана каже, може да зборувам? Да, бе, да. Уредно на телефона? Да, бе, да. Добро, така се. Значи, ова што е дадено, како ми каже, нема врска со законот за амнестија. Овие 4 случаи, значи, така како што е напишано, не може да бидат амнестирани. Значи, во овој случај, само ќе се случи да домашните судови, сега не знам што им да само ја морам да ти кажам, не? Да. Значи, сега само ќе дојде до запирање на постапките, ако го прифатат судовите, автентично одлукување, не? Така. Ќе дојде до запирање на постапките пред судовите и со тоа се прифала целата топка во јавна обвинителност. Бидејќи, така викаат они, дека ќе се затрат, не се надлежни домашните судови, бидејќи овие предмети се во надлежност на Меѓународниот трибунал. Меѓународниот трибунал ги врати, ама не се прогласи за ненадлежен. Да. И сега, значи може да не се случи. Јавниот обвинител дека треба да ги враќа, не сега треба да се најде по надлежен суд, така после случи. Треба да ги враќа пред Меѓународниот суд и сега Меѓународниот суд ќе рече, ало, јас ви реков дека таму продолжете си, така? Па така му доаѓа. Или некои да се толку моќни па да излобираат таму, па да рече Меѓународниот суд ние не сме надлежни и од тука. Не верувам тоа, едино може, не тоа е со она крајна дата, па да се затвори и никому ништо. Не го продолжи затвор, онака буквално да биде ни на него не на цени. Да. Сега ништо, ние никако од влада да пустиме округло, значи ништо што не значи, па што така не брати. Сега ова што поставаме дека при утврдувањето на автентичното толкување да се знаат по преглед констатациите и препораките на Комитетот за Обединети нации и Комитетот за тортура е фактички тоа, да се завршат предметите пред домашните судови. Тие се тие препораки. Ништо биде, така неразбирливо, да и Да. Значи, ова да има стајна дека законот би исклучува постапувањето на домашната суда. Па што знам? Не знам што да кажам. Ако го тргнеме вреќањето, значи како да не постои, така излегува. Ако некако неразбирливо напишете и Ало, што представиш што правиш? Шефице, работно ти? Еве, јас се прибрах умалара малку да ти кажам, за промена. Да видам и овде што се прави. Мислите така да те прибрашам до она, сега Билјана ќе го пушти директно на тебе или како ќе направи тоа? Рече ќе го пушти на мене, паралелно и на тебе. Јас ќе го видам на него, па нешто ако... Да е зелено светло, ако нешто треба да искоригира, па финално ќе му го однесам на шефот. Да, и онда го види обавезно, ги знаеш, многу е политички одеглива оваа тема. Сензитивно е. Да. Топати нагласи да биде максимум окрило па на ќе знаеш. Па јас ти реков, пиши нешто да не значи. И мислам, зборев и со шефот на телефон. И викам да знаете, буквално употреби термин Билјана пиши нешто никој да не го разбере. Тоа. Тоа е. Не знаеш што да правам со тоа. Види, они нека прават, они знаат што треба да прават, но нека прават они. Да, мислам, нашевот да не презреваш. Да, оти пак некој знаеш, мислам, треба да го подпише. Да, сега тоа мене боскам вика те молам да не, вакво демова на ден. Ако не да што подпише, не. Ако го направиме ние тако мутало цело тоа, нема да подпише, значи, што е ова, кажеш. Така да не се зафркнаме спореви со шефот, вика, тенako е тако, да го обедеме некако. Ке видам не е тоа, ке... Ајде, види ти таму. Обидам, мислам, јас да ти кажам,
Многу е целиот процес мачен, тежок, напорен, ама се тоа се заборава, на крај останува кој го пуштил писмото. Да. Значи, мислам, ја цело време, еве, бориме, ми се свига, нешто, тоа си е више мој личен проблем, ама утре, утре, писмото се гледа. Знаеш, јас целосно го разбирам вас. И сето го што би се нашол у талото. Ајде, нешто, ќе правим ти. Да добиеме право пакет. Важи, да го добиеме, па пак ќе се консултираме. Ало? Извината, секахме до тоа мора. Нема проблем, кажи Илјана. Значи, ќе го подпиша, меѓутоа само со една реченица. Значи, да стои дополнително тука, дека владата на Република Македонија треба да ги има во преглед, значи јас ќе гледам таа владата и да го тргнам. Значи, да се има во преглед препораките на Комитетот за структура делот на овие случаи. Па добро бе, ја затоа ти реков, знаеш, не можеме да го видите вие текстот утре задутре, тоа мислење на собрание ќе го извадат, ќе го читат, ќе го цитираат. Мислам, јас зборев и со Михајло, човекот управо е сега, вика, знаеш, ден се тие проблематични, од се пати сме го збореле, знаеш, не е прв пат со прашањево да се соочуваме. Ако може да направите некој таков, да речем, неутрален текст. Имаше во само законот, ништо, значи само има... Не, добро, затоа викам, ако може нешто неутрално да се направи. Нешто ќе гледаме на кај да направиме киша во кревна со таа реченица за да се подпише. Затоа што... Оси тоа пак, едно е што Михајло треба да го подпише. Второ е што треба и од влада некој да го подпише. Значи, фактички 20 наши луѓе ги изложуваме на лош ризик. Не на ризик, него ги ставаме така на критика. Ајде ќе ставиме нешто ние поднос на тоа, затоа што тие препораки се од 2008 година, дека државата треба да превземе се во врска со тие предмети да дојдат до некој завршеток и да се некои работи, ги знаеме сигурно. Да. Сето ова, сите тие препораки прво исклучуваат амнистија, значи како начин на решавање и да викне нешто, значи да се така, да не се обрне кај внимание. Да. Абе тоа ќе се обрне у парламента, Ама ќе помине. Тоа е, мислам, нема кој инак. Добро, окей. Добро, Билјана. Окей, фала ти. Ајде, поздрав, чао. Во третиот и последен сет разговори за оваа пресконференција, почитувани граѓани, ќе слушнете јасно и гласно што се пратениците за Гордана Јанкуловска, но и за собранискиот спикер Трајко Велјановски, без разлика дали се од македонска или албанска националност. Нека простат што мора да го слушнат овој збор биле индијанци. Ке слушнете како Груевски лично управува и со носењето на законот за амнестија за хашките случаи, бидејќи не може да се обезбеди кворум за да помине законот. Како Груевски наредува на неговата секретарка итно да им се наложи на пратениците и министрите пратеници да се појават на седницата и вели: министриве, ако ти речат имаме друго, не, одете. Така да им соопшти. Но ке слушнете и како Јанкуловска и Ставревски, свесни дека се местени, договараат начини како да не се појават на гласањето. Па Ставревски вели: не сум идиот, додавајќи Пешевски сигурно нема да дојде, некаде на плажа во Грција е, а Јанкуловска за Груевски додава: и шефот исто. Еве ги следните снимки. Ало, како си председателе? Денес службовна ти направивме, абе јас баш ради тоа и ти се јавувам. А Дими ми рече дека овој за јазиците го подпишале и го доставиле закон. Да, па и го направиле, го подпишале, го доставиле. Сега,
им го дадов и за знамињата и тој го подпиша и автентично за тоа. И значи све у нашиот дел формално. Све е уред. Сега Со насил. македонски индијански удар што ќе Сега со насиле, нисава работа. Але што ти е проклетство вака. Ај што им даваш нешто што не ќе да им дадеш, значи мака ти е за тоа. Ај што ќе те критикуваат, а те критикуваат за нешто што и ти лично не се согласуваш со него, па уште и треба да им го сработиш. Значи, колко казне ти да се од Господ. Ја реку гарантира да се подпишат? Да. Значи, фактички со нив се е расчистено. Со индијанци расчистено? Да. Со овие гласни индијанци. Викам, со главни индијанци расчистено, сега со нашиве. Па преди да ти кажам на Марчин му реков, викам, ви книги пратениците и ги појди у собрание, знаеш, многу нови има. И сега, кој знае како си го замислувале собранието, само не си сите наши, ама викам да не почнат со непријатно чувство. Прва работа што треба да ја сработате. Знаеш, малку да ги скоординира. Оти премиерот не знае глава кај му е сега со коалициони ова, она, дигати времево. На Мартин Треге се качите никој му викам, види барем ти викни ги му ги воти стварно сега, знаеш, некој прв пат станува вратени, има очекувања, само не се сите наши, све ќе направат, ама добре некој да ги истретира. Па ќе видиме што ќе направи. Видам утре како ќе види. Ајде, држиме среќа. Океј, јас тоа само сакам да те чујам, да видам до тебе. Да, сигурно ќе не се фрли на топката. Сега кај тебе, се зликите коте. Кажам на овие, дека вака премиер президент за 20 дена, кај што вас, тоа може да трае и 5 дена. Бе, може, ама ти не можеш да го контролираш тој процес. Во делот кај што можеш, ти се напред. Во делот кај што можам, јас ќе го јадам утре стако, зашто од сега поручик им закажувам за утре. За утре, плюс во делот кај што можеш... Ама во она кај што се зборат помници и колку време се зборат, и како што знае. Како што знае, да. Да. Нисто, сега ние од оваа страна ќе држиме среќа, тоа можеме само. Океј, ајде, се треба нисто. Да, што не сме завршиле колка. Океј, ајде. Ало? Гордо име. Кај ти бе име се снима? Да, не. На седмица. Што правите? Нисто збираме кворум. Можеш ли да дојдеш? Ако си тука. Абе, јас купија сум, ама да се облечам, ти сум тога. Можеш по-добро. Каде се ја така, далеко живеам, ле? Там. Во секој случај, пошто ја сме на кнап, ако нешто се измени, ќе ти се јавам, ама плиз. Не бе, ќе се облечам и ќе дојдам, нема проблем. Ало? Да, бе, бараше, за мене е отлично. Ја па не знаеш, мене Иле ми се јави, викам добро, тука сум, ама не можам одма да дојдам. Ја и мислев, дека сум студентата на Норе, така го чувам. Ти добро си се значал, па што не ми кажа, јас наивна. Ути куди да немам време да ти кажам одма вртеш, ама ти изрвин до овако ти беше. Абе, јас да ме бараше таа, имаше да и кренам, ама Иле Зимовски ми сврте, јас со него имам коректен однос. И ми вика, горе у Скопје ли си? Викам, да, дома гледам телевизија. И викам, молим те, дека неаме кворум ова, она и... А јас горе па и дека сум пратеник. И сега ќе се вличкам, не за друго, бе, не ќе да влашам за тој закон. И ја не идам за тој, не беше тешко да го... Немаше ли тикне мене Антонета, е стварно отида на кај Нора и чуја детето. Пошо на роден ден, пише и мене ми текна тоа. Оп, рекам, како... Ти си се снајде. Нише, ја ќе се вличкам, барам, а дома па неам собранески канал, да видам што има до кај ти. Има збора, се. А, има пријавени за збор? Па ова избори од Руфи сега. Не знам колку има, јас сега не го видам сега, не Google, што да видам што се случва. Мене ми... Јас не сурфам нешто да одмрнеш. Мене ми е
Пошто знам сега. Пошто бехот не иле тука и Кај се пратеници, кај се ало. Кај се не сева, тоа нека го пишеш. Нека го пишеш. Оди се, ама не ние за свет, ама и другите се кучат и си правят мрежа за држава. Шо вика, ово Игорот ке мене кому пишо, вика сега не е една мрежа на овие фамилија, знаеш. Сега вика втора мрежа пишеш ки прави држава. Па и така е. Како ние го знаат кое што е дечко. Да. Ја му реков беше за кога ми го спомна него му кога бе овие ке мене Наташа и го се он ни види не е састан сваќаш. Не баш да. Он министер ми е криво, ја имам гласни деца, никој не ме прашал за нив. А јас што да кажам? Само затоа што се мои, затоа што јас сум тој што сум и затоа што смо пречиме со тебе, му е страх да не сме пречиме. Да. Овие кај мене ве помагање работа. Мрежите умре од работа, овие кај мене 2 години го носам цела економија, носам од Македонија на грб. Никој не ме праша дали имаш некој кадар. Никој не ме праша. И до тука ми е разобиен. И ја ги трчам сега за собрание, нека не трчат тие што се. Све некој фраери се денес се состануци, гледам кој се кога бе го открили состануци. Па си ти е јасно. Све ми е. Си ти е јасно. Све ми е јасно, нема да се нервирам, што ми е јасно да се нервирам. Не, ја ќе гледам и кога ќе дадат пауза, намерно ќе отидам откако ќе заврши цела работа. Марке се на Значи колата, да чекам, немам кола. Да, западно, как ти речеш. Ало? Ало, што правиш? Бе, на работа, шо правиш? Јас на работа сега за 20 минути. Ти се јавувала ви од собрание? Да, јас баш ќе те бара да... Ја да ти кажам, не им се јави, си гледам да пратиле порачиците, немаме кворум, не баш ќе те бара да ти кажам това. И ја исто не дигам слушалка, па Ѓорчев ми пушта порака. Силвана ме бараше, а Ѓорчев порака. Мене 20-та ми вртеле, он ми пуштил порака и уште некој ми пуштил, ама не знам чиф е бројот. Дојди во собрание, ми требаат министрите, немаме кворум за гласање. Па не знам зашто ти кажете, пратеници да му се снеги, дојде до тројца министри, јас да ти кажам, пошто знам зашто е гласањево, се мислев да му пуштам порака на Ѓорчев за да не сум у Скопје. Баш сакам да те чујам и тебе да видам ти шо мислиш. Шо да мислам, не сум одушевен, а од друга страна да не испадне брука пак, не знам шо да правим. Не знам кај се другите, можем да то знам кај се и зашто ги нема. Немам кого да прашам. Денеска пополни е колесна, ама нема со кого да се збори. Немам кого да прашам, ако се јавам. Знаеш, ако се јавиш првото прашање тука си или не си тука? Не сум во Крушево, сум сега ги тргнам. Така да стегнем. Мора да се збори со некој за да знаеме дали се збори, ќе речат нема какво, тоа ќе да збори. Да, и мислам дека никој нема искрено да каже. Оти они да имало за 11, ќе се соберале тие, од кај да си Македонија, ќе дојдеш до 11. Да, мене сега ми звонеа, мислам нема, 10 минути нема. Баш сега не потребно пред ти да се јавиш и јас ќе ти вртам. Пошто предпоставувам дека ти да те бара. А кој е другиот? Нино? Нино, Пишевски, јас ти и Антонио. Тие сме? И Шефот. Пишевски сигурно нема да дојде, тоа се нега на важна позиција. Шефот исто. Ало, чек. Председателе. Да се јавиш и нема овие на седница на живе, многу на живе. Да се јавиш типно до 12 типов е подружител, пошто нема форми и одржу 12. Пратеници
Hitno. Оти нема проблем. Hitno дојде. Да па тоа кај друго дојде таму. Ако ти ете спирите, ако ти ете пиеме друго, не, одите. Постимаме дите патенти. Добро, сега. Ајде. Шо правиш? Еве, не сустане ки на интернет. Абе, гледам Лина ми врти непрекинато, не го тебе да те превараш и тя ми пратила порека. Да, председателот речи идно да увишу собрание, значи. Тоа да ти кажа. Да, нека паш. Да. А јас сум дошла пари, 3-4 пари ми звонеш на мобилен и идам. Довеа порека, председателот речи идно да увишу собрание. Гласање во 12, конференција 12:20. Да. Да, ајде. Не е толку темата битна колку односот што е. Не бе, мене ме нервира односот, иначе ми сам тоа дека е ќотеки да стиснеш и да не стиснеш копче, пак критиката е таа, за сите е иста, знаеш. Ама односот е, че тебе паѓа се може, секде може да, така? Може човек на лекар да е. Се се случува, така? 20-10 минути пред овако ми вика идно да одиш у собрание. Нема, ќе видиш кој ќе биде таму. Пак, Ја и ти. фраерите нема да бидат таму. Градските дечки. Океј, ајде. Ајде да не ја видиш само. Ќе отидам, да не биде. Да не биде дека сега мене и тебе не падале под дрвото, камен. Не, па пошто ќе испадне негде сме Да, не. пера нешто прави. Да. Да. Посебно со тие другите што исто нема да се таму, ќе треба да имаат оправдување. Ајде, се тргнам. Ајде, чао. Еве, идам. Пак гледи. Еве, сега ќе му кажам на председател, гледа на фали. Тама не идем фали. Да. Мајте више, не можем да... Иде дуги. Од овој листинг на гласењето на Законот за амнестија за хашките случаи може да се види дека и Зоран Ставревски сепак не се појавил на седницата, а Гордана Јанкуловска се појавила, ама не гласала. Листингот е достапен до сите, ќе видите кој се или не се појавил, или не гласал. Почитувани, еве го денеска уште еднаш лицемерието на Никола Груевски на дело. Но уште појасно, еве го лажниот патриот Никола Груевски. Еве го манипулаторот на политичката сцена во Република Македонија, без минимум доблест на човечка и лидерска храброст, она што е должност на еден премиер, да застане искрено пред граѓаните на Македонија. Сега е јасно и зошто Груевски тоа не го правел. Затоа што овој човек се раководел најсебично, најбезобразно, исклучиво од сопствените интереси и ништо друго. Само да го заштити својот личен рейтинг, денеска сте сведоци што се правел. Почитувани граѓани, не е важно од која националност сте, не е важно каква е вашата политичка ориентација. Порачувам, како што се дига свеста за ова зло што и се случува на Македонија, така и вие
така и сите ние, храбро и одлучно да застанеме еден до друг и да ставиме крај на интересите на Никола Груевски и неговата фамилија. Да си ги вратиме не само интересите на државата, туку и своите права, слободата, правдата и достоинството. Ова зло да не се повтори никогаш повеќе. Благодарам. Продолжуваме ние понатаму. Повелете прашања за новинарите. Објавите ли на Велики четврток? Велики четврток ще имате разговори за присудата за Монстр. Велики четврток е голем христијански празник. За време на христијанските празници нема да објавуваме докази и аргументи. Повелете. Еве вака. Она што го кажав во вториот дел од пресконференцијата. Избран премиер од сите граѓани на Република Македонија. Овде се и македонци, и албанци, и турци, и роми, и власи. Нема да се крие позади своите пратеници. Интересот на Македонија е пред се и над се. Ако било одлучено тоа така да се реши, нема да дава вакви изјави, ама јас не знам, пратениците знаат тоа. Мене ми е многу жал за семејствата, ама одлучил парламентот така. Премиерот носи одлуки, ги брани одлуките, стои позади одлуките и представува прв човек во Република Македонија. Тоа е грдото лице на Никола Груевски. Тоа требал Никола Груевски во тоа време да го направи. Повелете други прашања? Еве, нашиот став во тоа време го кажавме јасно и гласно. Нашата пратеничка група гласаше против. Гласаше против ова автентично толкување за хашките случаи. Повелете. Господин Заев, кој е вашиот коментар околу најновите активности на владата, како Македонија вработува доделувањето на преносни воучери за таблети, пото екстремните вработувања во јавниот сектор и уште многу други? Последните активности на владата од неколку аспекти, со неколку збора ќе ги кажам како давеник што се фаќа за сламка. Финансиска алиментација не постои никаква за сето ова што се прави. Но што покажува целото ова? Дека тој давеник за сламка е подготвен на се, само да ја спаси својата кожа. Иако при тоа знае дека се подлабоко ја втурка Македонија во кашата, која што ти е токму ја заматија. Јас реков и пред Кумановчани. Сега Куманово да побара главен град на Македонија да биде, може и ќе му дадат. Тоа е израз на колку големо било злото во државата, знаејќи дека се што ли не разговарале по телефони, колку уште многу докази и аргументи постојат за сето злосторство кое што е направено и врз граѓаните и врз Македонија, и од тој аспект сите оние работи за кои што со месеци, па можеби и со години, апсолутно ги одбиваа. Мораа студентите да протестират, наставници, ученици, хонорарците или слично. Преку ноќ ги прифатија. Тоа е јасно за сите, јасно и за нас од опозицијата, но тоа е само уште еден доказ дека крајот е дојден. Повелете. Ево од оваа страна, повелете. Објавите снимки само на едната страна, дали ќе има од другата страна или оние воопшто не разговарале на тоа? Сето она што разговарале по телефон, а е незаконско однесување или криминални дејствија или нечесен однос на штета на државата ќе биде објавено. А вие ќе и прашате на првата пресконференција политичарите од ДУИ и другите албански партии, да не случајно тоа тие знаеле и пред Заев дека се прислушува. Но секако, како што Груевски внимавал, колку и да внимавале, секако оставиле трага и се што е незаконско и криминално, никој нема да поштедиме. Се ќе објавиме. Повелете. Господине Заев, дали денеска бевте во обвинителството за случајот Гучи, ако бевте можете да ни кажете како одеше таа комуникација со обвинители? Денеска не бев јас, денеска е Верушевски со давањето на својата изјава
Јас сум утре во обвинителство под сомневање за подкуп и продолжуваме среда, четврток и така натаму, не знаеме како ќе биде за празниците. Како што тргнала работата, најверојатно и за празниците ќе не викат, за да даваме искази. Самиот процес на отварање во правната постапка, неколку пати кажувам, не сакам да видам како Груевски да ги коментирам доказите. Законот вели доказите не се објавуваат во јавност, заради тоа што после тоа се неупотребливи. Само ќе кажам тоа што е дозволиво. Нема никаков доказ за насилство, тоа се потврди од целиот увид во доказите. Буквално е обид давање на секаков можен начин, обид за шанса за диалог во Република Македонија. Насилство не може да направите врз некој, да го натерат да донесе одлука за техничка влада и предвремени избори. Надлежност на парламентот е техничка влада и предвремени избори, не е на премиерот. Тој не може да донесе одлука за техничка влада и предвремени избори, ниту пак да свика влада и да донесе одлука на влада. Тоа е надлежност на премиерот. А апсолутно, како што беше смешно од самиот почеток, така и самите докази тоа го потврдуваат. А за шпионажа знаете што е доказот на МВР? Писмо напишено до New York Times на англиски јазик и никогаш не испратено. Вие толкувајте која е таа странска служба и странска шпионаж. Повелете други прашања? Ева вака. Се што се случува со преговорите во Европската Унија и со посредништво на Европската Унија, ние нема да го коментираме. Тие ќе соопштуват информации што ќе заклучат дека треба да бидат соопштени. Нашите ставови јасно ги обелоденивме уште во универзална сала. Тоа се нашите позиции во делот на преговорите. Таму и настапивме со таквите позиции во делот на преговорите. Даваме шанса на преговарачкиот процес, сето она кое што ќе биде коментар од наша страна, ќе биде можеби протолкувано како некој обид за минирање на преговорите. Ние и покрај тоа, што во минатото секогаш бевме критикувани дека преговараме со измамници, сега видовме дека преговараме и кога преговараме тоа не снимат и не пуштат во јавноста, и еве пак преговараме. Да дадеме шанса на преговорите. Но, секако, до одреден момент, ќе очекуваме резултати од преговорите. Опозицијата има обврска да го прекине ова зло во Република Македонија. И крајот ќе му дојде. Нема бегање од крајот. Повелете, други прашања? Ви благодариме на сите за присуството.